Со дискусија за социјален диалог, подигнување на правата на работниците и расправа за законите кои се нејасни или не се почитуваат, самостојниот синдикат за образование и наука го одбележа денеска денот на трудот 1 мај. Во однос на работничките права, председателот на СОНК Јаким Неделков вели дека во периодот што следи ќе се фокусираат на пристапот кон толкување на колективниот договор, каде не се почитуваат одредбите од Законот за работни односи. Генерално она што на синдикатот, подписникот на колективниот договор му пречи, тоа е пристапот кон толкување на колективниот договор, односно не се почитуваат одредбите ниту од Законот за работни односи. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски пак најави дека наскоро после 8 години стагнација ќе се донесе Законот за работни односи со кој ќе се заштитат работничките права, но и односот помеѓу работниците и работодавачите. Со тоа би се вовели нови начини на работа, модерни начини на работа и работнички права, како што е флексибилно работно време, онлайн работа од дома, флексибилно со работењето на родители со помали деца или со член од семејството доколку има посебни потреби. Тој додава дека законот е стар повеќе од 20 години и мора да претрпи промени за да биде применлив. Професорот пак Лазар Јовески вели дека многу е важен социјалниот диалог и колективното преговарање како еден начин за подобрување на правата од работен однос. Моментално што се случува на работење, досега во македонската историја не е забележен и истиот резултира со огромен број на колективни договори во јавниот сектор. Останува, и тоа е мојот апел, да се посветат социјалните партнери во бизнис секторот и таму да заживее концептот на социјален диалог, концептот на колективно преговарање, за да може да дојде до поместување. Во однос на новиот закон, додава дека оваа година очекува да се добие модерен закон за работни односи кој ќе биде од корист и за работниците, и за работодавачите, но и за владата, и кој ќе може во следните 5 години да одговори на модерниот пазар на труд.